Не бевме на преговори. Ние се сретнавме со министерот Чапурич минатата недела во обид да добиеме по-детални информации за текот на расплетот на стечајната постапка на ОХИС и сите друштва негови. Денес ги добивме информациите што се доставени до владата од страна на стечајниот управник и судот, стечајните суди, и од тие информации сме целосно разочарани. Бидејќи работниците конкретно во ОХИС АД и сите негови друштва имаја непримено по 24 плати таму. Мислам, што со придонеси требаше владата да затвори, што затворени придонеси, а испаѓа сега дека од сите тие побарувања ќе се наплати зависно од друштвото. Например, за АД-то 1,6%, за ОХИС Билјана 8% и така различно, што е нормално многу поразително за работниците кои што до сега патем немале никакви информации што би можеле да очекуваат. Во сума колку е тоа? Не знам, тоа сега ги добивме тие податоци. Во сума е... Што понатаму? Ништо понатаму, најпрво да се видат правните можности што ни стои на располагање. Министерот закажува состаноци во судот, да видиме дали може нешто правобранителот да помогне и така натаму, да видиме дали има место за по легален пат да се оспоруваат овие решенија, да се бара правда, ако не пак ќе се договараме. Сумата доаѓа негде од прилика 5% од сумата што треба да се земи скупната сума. Некој зима 0,1%, некој зима 30%, зависи кој од која фабрика од ОХИС, беве многу фабрики. Доаѓа од 100 денари па до 12.000 сумата. Тоа е смешно. Илите за 24 плати добиваат? Да, 100 денари, само 100 денари. Некој зима и 68 денари. Кај мене тие спискови, само не ги дадам да не се направи гужва. Да. Смешна сума. Многу смешна сума. И што е најтрагично, таа сума ОХИС што е продаден, наводно 7 милиона и нешто евра, од таа сума само 1 милион и 100 се дава и за ЕВН, и за комуналец, и за нашите плати. Кај се другите 6 милиона? Кај се другите 6 милиона од тие пари што ОХИС што е продаден? За тоа нема информација. Нема информација. Што откако ви соопштија, какво е чувството меѓу работниците? Ете, ќе биде уште полошо. Луѓето се бунат. И многу јасно, тие пари се отработени. Тоа е многу јасно се. Тоа се наши пари отработени. И сега некој да ти ги земе, па не оди. Во меѓувреме планирате повторно да протестирате? Па сега да упатија да одиме прво на разговори во суд и кај иđетме мети, а после тоа ќе видиме, ќе одиме во финансова полиција, ако е обавезно и Страсбург, ако тука работата не е завршена правно, ние на време ќе одиме и у Страсбург. Ако тука треба наводно да се заврши тука све, па после у Страсбург. Ние ќе одиме и у Страсбург воедно со ова заедно. Па сега што биде, биде. Тоа е тоа. Каков исход очекувате? Па да ви кажем право негативен. Негативен.